Коста Динацевски, кандидат на СДСМ за градоначалник во општина Ѓорче Петров. Коста Динацевски, роден на 14 април 1979 година, е дипломиран електроинженер, татко на 2 деца. Од 2006 до 2008 работи во сателитски телепорт центар ТАРПС. Од 2008 на повеќе позиции во ЈП Македонска радиодифузија. Моментално на највисокото работно место во Македонија, радиодифузен објект Пелистер, 2601 метар надморска височина. Досегашни јавни функции му биле пратеник од ноември 2017 до 2020, директор на јавно предпријатие Македонија ПАТ од 2022 до 2024. Инаку семејните корени Нацевски датираат од Ѓорче Петров и тоа со генерации наназад. Не сака да зборува за семејството, но факт е дека повеќе генерации Нацевски се токму од општината за која тој се залага да тргне по вистинскиот пат и на граѓаните да им обезбеди здрава, хумана и иднина со перспектива. Поради неговите верувања во правилниот суд на неговите сограѓани, тој одлучил да се кандидира за градоначалник со надеж дека ќе успее нешто да промени на подобро. Ја добивте довербата од партијата. Зошто мислите дека ја заслужувате и од граѓаните? Општина Ѓорче Петров моментално се наоѓа во една многу лоша состојба. Бетонизирана е, преку неконтролирано и прекомерно градење, со запуштено зеленило, нечисти улици и неводење воопшто сметка за хигиената. Состојбата во која се наоѓа Ѓорче Петров налага промени, бара промени. Сметам дека решенијата кои ги нудиме, визијата и идејата која ја имаме за развој на општина Ѓорче Петров, граѓаните ќе ги препознаат и ќе ни ја дадат довербата на предстојните локални избори. Практично целиот свој живот сум во Ѓорче Петров, од најмала возраст, од градинка, основно образование и така натаму. Имаме во паркот споменик на паднати борци од НОБ. Првото име, ако видите, е Ацевски Костадин, тој е мојот дедо кој загинал во борбите во Народно-ослободителната војна, некаде таму на Сремскиот фронт. Така да, долго време, практично целиот свој живот сум дел од Ѓорче Петров, добро ги знам и потребите на граѓаните и проблемите со кои се соочува општината. Не планирам да се селам никаде надвор од Ѓорче Петров, така да планирам да останам тука да живеам и јас и моето семејство и сметам дека треба веќе да почнеме да работиме на системско решавање на проблемите со кои се соочува општината, меѓутоа и да донесеме едни суштински промени во Ѓорче Петров, односно да донесеме промени со кои ќе се зголеми квалитетот на живот на граѓаните. Она за што се бориме е хуман развој на Ѓорче Петров. Човекот пред профитот. Каква ќе биде вашата кампања? Нашата кампања ќе ја спроведуваме преку детектирање на проблемите што ги има општина Ѓорче Петров и истовремено на нудење на решенија. Нема да биде гола критика заради критика, ниту ќе биде само ветување. Нашата кампања, која веќе е започната, има малце поинаков пристап и тоа е преку акцентирање на горливите проблеми што ги има општина Ѓорче Петров, меѓутоа и веднаш нудење на практични и конкретни решенија. Која е првата работа што ќе ја направите откако ќе бидете избран за градоначалник на општина Ѓорче Петров? Прво што ќе направиме е ќе го запреме неконтролираното и прекомерно градење, односно ќе го стопираме издавањето на дозволи за згради, односно градби со категоризација А2, ќе воведеме системска грижа за хигиената, ќе исчистиме општината и ќе го вратиме достоинството на јавниот простор. На што се однесува вашата најголема забелешка на работата на досегашниот градоначалник? Моја најголема забелешка е, бидејќи во својот мандат, 4 годишен мандат, не успеа да ја реализира ниту еден капитален проект. А ако се свртиме наназад, дека во последните 20 години локална самоуправа, 16 години локалната власт е предводена од неговата партија, ВМРО ДПМНЕ, при што самиот градоначалник во
мандат и пол бил председател на Советот на локалната самоуправа, потоа бил пратеник од општина Ѓорче Петров, потоа еве еден мандат е како градоначалник, а истиот тој кажува дека општина Ѓорче Петров се наоѓа во една катастрофална состојба, па сега треба да се решаваат некои капитални и да се реализираат допрва капитални проекти. Мислам дека е недозволиво за еден човек кој последните 15 години е директно вклучен во директното функционирање на општина Ѓорче Петров. Во последниот мандат и покрај тврдењето за силни одобрени средства од страна на владата, некаде околу 8 милиони евра, се уште не е реализиран ниту еден капитален проект. Така да сакам да кажам дека во текот на својот мандат нема реализирано ниту еден капитален проект, иако има и текако добиено големи средства од страна на владата. Кои конкретни мерки ги планирате за младите во општината со цел да ги задржите да не си заминат од Ѓорче Петров? За да младите останат во општината, прво треба да добијат активна улога во функционирањето на општината. За таа цел ќе направиме функционален локален совет на млади, отварање на младинска канцеларија, одредување процент од буџетот на општината за реализација на младински политики и најважно од се, младите ќе имаат активно учество во креирањето на политиките на локалната самоуправа. Преку функционален локален совет на млади, преку младинска канцеларија и преку нивно земење активно учество во организација на образовни настани, културни настани, спортски настани, односно организирање на форуми на млади, преку кој гласот на младите ќе биде директно не само слушнат, туку и ткаен во креирањето на политиките на локалната самоуправа. Скоро сите граѓани се жалат од нехигиената во внатрешните делови на општината, кои се пак под ингеренција на општината. Дали имате конкретни мерки за да им обезбедите на своите сограѓани почисти и поздрави услови за живот? Ние, за жал, овде имаме проблем со хигиената во централниот дел во општината. Сега општина Ѓорче Петров е поделена на два дела. Порано формално било урбан и рурален дел, меѓутоа веќе тоа рурален дел се губи. Целата територија на општина Ѓорче Петров можеме да ја сметаме како еден урбан дел, меѓутоа има дел од општината каде што има директни ингеренции градот Скопје, јавното претпријатие комунална хигиена, и дел од општината каде што собирањето конкретно на отпадот го врши приватно претпријатие преку јавно-приватно партнерство. Ефект на терен нема, бидејќи плаќањето на оваа услуга се врши по час. Се изнајмуваат камиони кои се платени по час. Прво што ќе направиме е точно ќе имаме дополнителни ресурси и една бекап варијанта во случај на нефункционирање на јавното претпријатие комунална хигиена, меѓутоа плаќањето ќе биде по учинок, по количина на собран отпад и депониран во дрисла. Она што ќе го направиме е во првите 100 дена да се погрижиме за чистење на сите диви депонии, а понатаму да го спречиме нивното создавање преку навремена контрола на теренот и санкционирање на несовесните граѓани, па и фирми кои го користат тој простор за организирано одлагање на отпад.